Со години жителите на Луковица, општина Желино, чекаат да се асфалтира патот до нивното село. Делницата долга безмалку 6 километри од местото викано Крстец па се до селото е во лоша состојба со дупки и нерамнини. По постојаните одбивања од локалните власти да издвојат средства за изградба на патот, тие решиле сами да собираат пари за да се направи проектна документација со која ќе аплицираат на меѓународни фондови. Со општина Желино имаме повеќе контакти, ali задниот контакт со градоначалникот на 2.10. испадна негативен. И испаѓа сега ние самите, два пати до сега правиме проект, ali сега треба CD да има на тој постоечкиот проект, мора да биде нов проект сега. И тој кошта 4.800 евра. Да. Тоа доаѓа негдека по 3.000 денари, значи од денарска противна, значи 3.000 денари би требало секој да даде. Луковица е сместена на падините на Сувагора над езерото Козјак, во преубава природа погодна за рурален туризам. Дополнително економскиот развој на селото зависи од асфалтирањето на патот. Наречено 3 фарми са горе, што не може да дојде да пласира млекото овде или сирењето. А друга работа, патот е и неопходен, пошто тука економски гледано за планинарење, пошто браната Козјак се наоѓа во атарот на Луковица, односно на имотот на Луковчани. Имамо манастир Светилија, Света Петка и Света Ѓорѓија. Манастирот има конаци, заради тој пат не можеме да ги искористиме да идат да доаѓа луѓе. Фактички ида луѓе, меѓутоа за 2 август. Се зголемува бројот на куќите што се градат во селото, кој изминатиот период е доста посетувано, особено поради рестриктивните мерки за време на пандемијата. Од 40, да речемо, домаќинства куќе свалат, сега моментално има 74. Значи 38 моментално живат и има викендаши. Сега со коронава, значи беше преполно селово. Инаку за изградба на патот до Луковица во должина од 5,5 километри, односно за тампонирање и асфалтирање, според нормативите потребни се 220.000 евра.